почитувани присутни, дозволете на почеток да се заблагодарам на Цивил за организирање на оваа конференција за изборни реформи, со што ни дава можност уште еднаш да се отвори дискусијата за ова многу важно прашање за нашето општество и секако продолжува да дава допринос за развој на демократијата кај нас. Дом како политичка партија веќе со години наназад се залага за промена на изборниот модел со три клучни барања, три клучни поенти. Првото е една изборна единица наместо досегашните 6, второто е отворени листи и за парламентарни и за локални избори и третото е 50% жени на листите, односно подеднаков број на мажи и жени на листите и за пратеници и за советници. И јас ќе се обидам нагусо да елаборирам за сите три поенти зошто ние се залагаме практично за нив. Во однос на една изборна единица, значи пропорционален изборен модел со една изборна единица наместо досегашните 6, ние сме убедени дека со тоа ќе се унапреди демократијата во општеството и граѓаните ќе бидат посоодветно застапени во парламентот. Она што сега се случува со поделбата во 6 изборни единици, може една политичка партија со собствена политичка идеологија и програма, доколку учествува самостојно на изборите, нејзиниот кандидат за пратеник во една изборна единица да освои можеби и 5 и 6 илјади гласови, но тоа е недоволно за да влезе во парламентот. И тоа значи дека оние граѓани кои гласале за овој кандидат за пратеник или пратеничка, практично остануваат незастапени во парламентот. А ако земеме во обзир во 6 изборни единици, ако тоа се случи по 5-6 илјади гласови едноставно да пропаднат, да не се факторизираат, тоа значи дека може некоја политичка партија, па дури и независен кандидат, неважно, но со собствена политичка идеологија и профил, да има поддршка од 30-40 илјади гласачи, но на крајот да не биде презентирана во парламентот. И тие граѓани практично остануваат незастапени. Затоа сметаме дека доколку има една изборна единица, ќе има поправична, пофер застапеност на граѓаните. Се разбира, тоа ќе придонесе и за едно пошарено лико собрание, што е секако во интерес на демократијата, затоа што ќе имаме повеќе различни профили со различни политички идеологии кои што ќе се застапуваат за својата политичка идеологија и вредност. Она што исто така важно со промена во една изборна единица е дека практично нема да има повеќе потреба од тие предизборни коалиции. Туку секоја политичка партија ќе си настапи самостојно пред своите гласачи со своја собствена изборна програма и тоа ќе значи и поголема одговорност понатаму за избраните пратеници да ја реализираат програмата која што ја ветиле во предизборниот период во кампањата пред граѓаните, така што ќе поттикне поголема одговорност и реализирање на програмите на политичките партии за кои добиле поддршка од граѓаните. Тоа сето значи еден поголем развој на демократијата во нашето општество и затоа ние цврсто стоиме на верувањето дека на вистина е во интерес не само како што често се нарекува на помалите политички партии, туку една изборна единица е интерес на граѓаните на нашата држава. Во однос на отворените листи, ние сметаме дека треба да има отворени листи и за парламентарни избори, и за локалните избори, затоа што пак тоа е уште понапреден развој на демократијата во општеството. Тоа ќе значи дека граѓаните не само што ќе бираат за која политичка партија ќе гласаат, туку директно ќе го бираат кандидатот, личноста за која тие сметаат дека најсоодветно може да ги застапува нивните верувања и нивните потреби. И тогаш е уште поголема одговорноста како лична одговорност на секој поединечно избран пратеник и секако што е многу важно во овој домен со отворените листи, дека тоа директно ќе значи демократизација на политичките партии. Ние често пати слушаме дебати за тоа дека политичките партии сите треба да се демократизираме, затоа што е тоа многу важно, тоа понатаму се пренесува и во институциите во општеството, но мислам дека овој модел со отворени листи директно ќе влијае на демократизација на самите
големите политички партии, бидејќи може да се случи некој што не е меѓу првите ставен на листата на пратеници, може да и на последно место, доколку добие поголема поддршка од граѓаните, тој да биде избран во собранието. И третата заложба на Дом е подеднакво учество на жените и мажите на листите, односно 50-50. Ние сметаме дека тоа е навистина многу значајно и дека е крајно време да се реализира ова квота со 50% жени на парламентарните листи и на советничките. За нас, како Зелена партија, унапредувањето на правата на жените и родовата еднаквост е една од клучните програмски приоритети и ние цврсто стоиме за тоа дека доколку не ви е вклучен во сите обштествени текови 50% од населението во земјата, вие не можете да направите значаен развој на општеството во сите сфери на општественото живење. Се разбира, овде е клучно е политичкото учество на жените, а со квота од 50% жени на листите тоа ќе се обезбеди и мислам дека има веќе расположение и дека овој момент е поддржан и во јавноста и кај граѓаните, но и кај повеќето политички партии. За крај, сакам да истакнам дека и јас како пратеничка и председателка на Дом со колешката Поповска сме дел од иницијативата за една изборна единица, за која што веќе јавноста информирана дека се формираше во собранието, значи 12 пратеници од 10 различни политички партии, еден независен пратеник, формиравме иницијатива за една изборна единица. Зошто во овој дел се фокусиравме само на промена на изборниот модел со една изборна единица, затоа што за ова имаме консензус меѓу нас, овие 12 пратеници кои што сме дел од иницијативата. Јас како пратеничка сум дел од тоа, но се разбира, останувам на заложбите на Дом и во поглед на понатамошните разговори за кои што слушнавме дека ќе се одвиваат во рамки на работни групи помеѓу партиите, ние навистина би сакале да бидеме исто така вклучени во овие разговори. Тоа е една заложбите на иницијативата, бидејќи не е демократски доколку само 3-4 најголеми политички партии учествуваат и решаваат за изборните реформи во земјата.